Na istokot intenzivno se gradi i vo vremena korona kriza. Za četirite zdravstveno i ekonomski najkritični meseci v opštinite od regionot se započnale gradbi na kuki delovni i stambeni objekti vo vrednost od 22 milioni evra. Po meseci ovdešnite žiteli so gradbite malkupovni matelni bile vo april, na sami od start od korona krizata, koga se dobijeni samo 15 odobrenija za gradba, vo vrednost od 1,8 milioni evra. Popravičnata predpazljivost vrednosta na gradežnite investiciji vo maj porasnala na 3,7 milioni evra, vo juni na 6,4, a vo juli na duri 10,4 milioni evra. Investicijite vo novi gradbi i nedvižnini se vo nagorna linija, a vo nagorna linija se i cenite na stanovite, zašto povećeto gradežni firmi koji investiraat vo izgradba na stambeni zgradi može da si dozvolat investiciji, a со продажбата ако треба и да почекаат. Градежните компании кои испорачуваат најголем квантум на станови на пазарот на недвижности не се задолжени по банки, не се зависни од неф и немаат причина да ја намалат цената. Тоа би можеле да го направат само оние кои градат со пари позајмени од банка, бидејќи роковите ги притискаат и се подготвени од сопствениот профит да се откажат само за да се раздолжат кон банката. Вели Оливер Димитровски, собственик на Агенција за недвижности. Токму и заради зголемениот интерес за градба, општините до крајот на годината планираат да продаваат градежни парцели, но тие главно се наменети за деловни објекти. Во текот на наредна недела ќе објавиме околу 50.000 метри квадратни, тоа е градежно земјиште, 4 градежни парцели. Очекуваме некаде од 7,5 до 8,5 милиони денари да инкасираме. Во овој момент општина Кочани има една можност за реализација на со реализацијата на еден детален урбанистички план надвор од населено место, а тоа е делот каде што се предвидени фотоволтаични централи и секој ден очекуваме да помине ова одлука, позитивна одлука на владата. Колку плановите на општините ќе се реализираат ќе се знае до крајот на годината, но бројките покажуваат дека и покрај кризата интерес за градба има.